Сега одиме во живо со Зоран Јаневски кој продолжува да истражува што треба да се направи за да се исклучат вакви трагични настани во кои страдаат недолжни деца, посебно социјално ранливи семејства. Повели Зоран. Денеска во општина Велес е ден на жалост. Погребани се трите деца кои завчера изгореа живи во својот дом во попладневните часови. Дали можеше да се спречи трагедијата? Го прашувам директорот на првата детска амбасада во светот, Меѓаши Драги Змијанац. Ова е еден од многуте примери кои укажуваат на нефункционалност на системот за социјална заштита, за грижа и помош на најранливите категории, пред се децата. Имено тие биле корисници на социјална помош, барале социјален стан. Секако доколку може би добиле социјален стан и покрив над главата со сите елементарни потреби на децата, може би немало да се случи ова, ќе се избегнала трагедијата. Истрагата ќе покаже дали бил поднет пожар или не, но Министерството за труд и социјална политика не се огласи да демантира или да покаже колку Центарот за социјална работа бил на терен, колку функционално водел грижа да следи дали ова семејство квалитетно го остварува родителското право, колку помогнал да еден или двајца од семејството се вработат да имат кров над глава, децата да бидат згрижени во предучилишното образование. Ако вака функционираат центрите под надлежност на Министерството, тогаш не се во функција на граѓаните, а пред се на децата. Може би треба да се смени нешто, да се стават надлежностите на Центарот за социјална работа во рамките на општината, затоа што општината и локалната самоуправа е во директна комуникација со граѓаните, ги знаат потребите на граѓаните, можеби посоодветно ќе реагираат. Така да нека се замисли министерката Мила Царовска дали можеби е подобро за ваквите случаи да води општината и надлежности да бидат на Центарот за социјална работа во рамките на општината, можеби општината посоодветно би реагирала. Треба да се смени нешто, ова не функционира. Во краток рок од 8 години имаме околу 6 деца кои се запалиле, изгореле и загинале во огнена стихија и сметам дека секогаш може да се превенира, особено кога се живее во такви субстандардни услови, кога се надвор од би рекол од урбаната средина каде што може да се интервенира и да се помоги да бидат под надзор на социјалните служби. Центарот за социјална работа ќе каже дека нема доволно луѓе, капацитети, теренски возила, дека имаат премногу административна работа, но зошто постојат? Центрите за социјална работа треба да бидат сервис на граѓаните, Министерството за труд и социјална политика треба да бидат сервис на граѓаните и да не дозволуваат да ја префрлаат целата вина и одговорност на небрежност, занемарување на родителите. Можеби родителите се бореле со сиромаштијата, детската сиромаштија е многу присутна и на нашиот СОС телефон и кога родителите ќе бидат растргнати меѓу решавање на екзистенцијални проблеми, сиромаштија и соодветна грижа за правилен раст и развој на децата, секако тоа е многу тешко, а можам да замислам колку и травматично откако виделе каква гледка дека нивните деца загинале во пожар. Вчера од Велешкиот центар за социјални работи, социјалните работници рекоа дека го следеле семејството на Никола и Марина, знаеле во какви услови живеат, меѓутоа утврдиле дека децата имаат условно кажано нормални услови за живот. Како го коментирате ова? Нормални услови за живот, 8 квадрати без вода и струја. Тоа е неверојатно нешто. Мислам, не можам да верувам дека е возможно да Центарот за социјална работа се амнестира од одговорност. Немале нормални услови за живот, не биле под директна контрола на Центарот за социјална работа, немале увид дали квалитетно родителите го стварат родителското право. Ние секогаш велиме дека крајна мерка од земање родителско право или згрижувачко семејство, дека тие родители можеби немале доволно вештини, знаење да водат соодветна грижа за своите деца, но не значи дека не ги сакале децата и не дале се од себе. Повторно ќе кажам, ако биле во економска криза и ситуација една минимална била нивната социјална помош. Значи Центарот за социјална работа треба да ги јакне тие семејства, да ги вработува, да им обезбедува кров над глава, елементарни услови за децата и пак ќе кажам, бенефиција од страна на државата децата бидат вклучени на време во градинка, зашто градинката не е само место за чување, воспитување, туку и место за згрижување и ќе можат центрите за социјална работа да имат директен увид преку градинката како децата се развиваат, дали децата се злоупотребува нивниот труд, дали децата се жртви на негрижа и дали децата правилно се развиваат и растат. Тука е клучот на проблемот во кој за жал Центарот за социјална работа поткрепи.
Јас ви благодарам за гостувањето во вестите на Сител. Тино, тоа беше Драги Змијанац, директорот на првата детска амбасада во светот Медјаши, со кого разговаравме за големата трагедија која што се случи завчера во Велес. Еве Зоран, значи конкретни примери, конкретни предлози од Змијанац за тоа како може да се превенира една трагична ситуација, посебно за деца од социјално ранливи семејства. Зоран Јаневски во живо околу последниот случај.